Стадион. Емисија за вашата вистина. Ја слушнавте Ампела, лани 7.000, оваа година останале без работа, без плати. Оваа година тој тренд продолжува. Зборуваме само за текстилната индустрија. Многу често работат за време на полициски час, за празници. Ајде да почнеме со тој сегмент. Имате ли вие, имате сајт, имате можности за пријавување? Дали конкретно се охрабрија работниците во приватниот сектор, во реалниот сектор, да пријавуваат проблеми со работодавачите, мобинг, неисплаќање на прекувремена работа? Дрпљанин тука каже дека тоа воопшто не се ни евидентира и не можеме вистинска издржана статистика да направиме во Македонија. Во изминатата година, во 2020 година извршени се 31.213 надзори, инспекцијски надзори. Најголем дел се вонредни надзори кои што се направени врз основа на пријава на работниците за прекршување на одредено право од работен однос. Бројката на пријави кои што стасува до Државниот инспекторат за труд преку разните начини, алатки кои што ги овозможува Трудовиот инспекторат за пријава на било каква нерегуларност во делот на работничките права, покажува дека работниците се охрабрени и дека пријавуваат било какво прекршување на нивните права. Тука сме како инспекторат да по секоја пријава постапиме, без разлика дали е анонимна или од познат подносител, и да ги заштитиме работничките права и да обезбедиме функционирање, односно почитување на трудовото законодавство. Значи се помалку се... Да, повелите, најчесто зашто се жалат? Оваа година најчести пријави од страна на работниците се неисплатени плати, неисплатени додатоци на плати, што значи неисплатена прекувремена работа, минат труд, работа за време на неделен одмор, работа за време на празник. Декември, јануари и февруари се месеци во кои што најчесто се пријавува неисплаќање на регресот за годишен одмор, односно К15, исплата на плата помала од износ од законски утврдениот износ на минимална плата, откази на работници врз основа на некакви спогодби кои што се спротивни на закон, дејности каде што најчесто се пријавуваат прекршување на работничките права, и понатаму се текстилната индустрија, трговијата на мало, понатаму градежништвото и угостителството. Тоа се дејности кои што во кои што најчесто имаме прекршување на работнички права и дејности во кои што во најголем дел Трудовиот инспекторат врши надзори по преставки. Здравјето на работа секако е многу битен сегмент. Имате и вие тука ингеренција или тоа е инспекторат за здравство, како се вика? Дали во поглед на заштитата од коронавирусот, тоа го споменав и на почетокот, има жалби и многу конкретно прашање. Како завршуваат овие жалби? Како вие постапувате? Дали се поправаат работодавците или пак следуваат после тоа и кривични пријави? Безбедност и здравје при работа е исто така надлежност на Државниот инспекторат за труд, покрај секторот за инспекцијски надзор во делот на работните односи. Имаме и сектор за инспекцијски надзор во делот на безбедност и здравје при работа. Инспекторите кои што работат на надзори на безбедност и здравје при работа во овој период се посветени на заштитата на работниците во делот на почитување на работодавачите, на сите мерки кои што беа донесени од страна на владата за заштита од коронавирусот, како и почитување на Законот за заштита на населението од заразни болести. Со најновите измени на овој закон во ноември 2020 година се дадоа дополнителни надлежности на Државниот инспекторат за труд за постапување по одредбите од овој закон, се вршат надзори. Она што ме радува во
овие месеци од годината, во првите 4 месеци од годината се помалку се пријави од страна на работниците кои што пријавуваат дека не се почитуваат владините мерки и законските одредби во делот на заштитата на работа, односно обезбедување на услови кои што ќе обезбедат спречување на ширење на коронавирусот. Во 2020 година имавме повеќе пријави, особено на почетокот на пандемијата, имавме повеќе пријави за непочитување на ваквите мерки од уредбите на владата. Казни кои што се пропишани во законот се издавање на прекршочни платни налози. Во 2020 година имаме издадено 136 прекршочни платни налози, а додека во 2021 година овој број е многу помал и најчесто се издава за неносење на заштитна маска во работни простори од страна на вработените. Работодавачите ги имаат испочитувано сите оние одредби кои што значаат средства за дезинфекција на работно место, обезбедување на коридорот на движење на работниците, заштитни канти за отпадоци со капак. Значи, сето она што е пропишано и во протоколите и во Законот за заштита на населението од заразни болести во најголем дел се почитува од работодавачите. За крај да ве прашам, Пауновски интересен, актуелен, вие не се побунете, значи, или сте задоволни од кадрот што ви е испратен за прераспоредување оние кои што седеа дома не беа распоредени по ранковниот договор, како се вика правична пропорционална застапеност, или пак сте се договорили, сте направили некој компромис и со Груби, и со премиерот Заев, и со Николовски. Ајде директно да ја прашам, имате ли доволно трудови инспектори, затоа што редовно се слуша каде е трудова инспекција, а вашите колеги, претходници секогаш одговара, па немаме доволно кадар, малку инспектори на ниво на цела држава. Повелете. Никогаш нема да биде доволно да кажеме дека имаме доволен број на инспектори. Но од почетокот на 2021 година имаме вработено 7 нови инспектори. Во моментот тече оглас за плюс 5 нови инспектори во Државниот инспекторат за труд, а до крајот на годината, благодарение на информацијата која што и заклучокот на влада, која што ја подготви заменик председателот на влада Љупчо Николовски, обезбедени се дополнително уште 8 трудови инспектори кои што ќе бидат вработени во првата половина од 2021 година. Така да во континуитет го зајакнуваме капацитетот на трудовата инспекција со нови инспектори од областа на работните односи и од областа на безбедноста и здравјето при работа. Постојано се континуирано се прават обуки за зајакнување на капацитетите на овие инспектори, се со цел да обезбедиме потполно почитување на трудовото законодавство од страна на работодавачите, а со тоа и заштита на работничките права. Немате вие проблеми како Пауновски или кај вас трудов инспектор може да се биде и со криминалистика и со теологија? Трудов инспектор не може да биде со криминалистика, трудов инспектор во делот на работните односи може да биде со правен факултет единствено, а во делот на безбедност и здравје при работа може да биде архитект, инженер, градежен, машински, завршен факултет за заштита при работа, технолошки факултет, значи си има одредени профили на образование кои што согласно закон се определени за да може некој да биде инспектор. Немавте проблеми како Пауновски со несоодветен кадар од рамковните? По програмата К5 во трудовиот инспекторат веќе се вработени 10 административни службеници, од кои 3 инспектори кои што ги
ги има потребните услови за да бидат инспектори. Овие колеги се веќе вклучени во менторската програма која согласно закон секој ново вработен треба да ја помине за да може да се стекне со лиценца, поминува низ обука и практична работа која што трае 1 година за да може после тоа да се стекне со лиценца и да врши инспекцијски надзори. Можам заклучно дека трудовиот инспекторат не е толку атрактивен како пазарниот, па затоа и многу луѓе не сакале да дојдат кај вас, веројатно. Или пак многу повеќе работа има, многу повеќе проблеми отколку кај пазарната инспекција. Благодарам за... Сите инспекцијски служби имаат работа така да не станува збор за атрактивен или неатрактивен инспекторат. Само за крај, неделата како е, неделата да биде неработа. Значи ќе имате дополнително уште многу работа да ги ловите тие кои што работат во недела. Со донесувањето на измените на законот, штом бидат усвоени од страна на собранието, секако дека ќе бидеме постојано на терен. Да, и еден апел до сите работодавачи во однос на празниците кои што ни се во тек и сите оние работници кои што ќе работат за време на празниците, апел до работодавачите да го почитуваат законот и да исплаќаат празнични дневници на секој оној кој што ќе работи за време на великденските празници и за време на денешниот ден, односно за меѓународниот ден на трудот, така да ќе следуваат интензивни надзори, особено во трговијата на мало, во моловите кои што работат за време на овие празници. Ќе се следаат исплатата на платите, дали додатокот на плата за работа за време на празник е исплатен кај работодавачите и ќе се носат соодветни инспекцијски мерки доколку ова работничко право не биде испочитувано. Да кажам дека на вашата веб страна имате телефони, имате начини како да се пријави секој да пријави одреден недостаток и да остане анонимен. Било кој работник може тоа да го стори. Го прочитвате ли постот само на Ампева за К-маркет? Не, го немам прочитано. Ампева, вака да завршиме со тоа. Вака, па не беше само за Кам, беше и за Скопје Сити Мол. Значи, не е проблематично, се дозволува, законот наш за работни односи дозволува да се работи за празник. Меѓутоа, интересна е пораката која што се праќа. Значи, таа вика, ние сме работодавачи, ние сме капиталот, законот ни дозволува, ние ќе газиме по работничките права во име на профитот и за 1 мај, кога треба работниците да си го чествуваат единствениот ден кој што е поради нивниот труд. А забрава дека профитот им го носат токму работниците. Значи, не зборам јас дека не е дозволено. Туку велам пораката која што се праќа е многу битна. Ние не видовме порака од никој друг. Еве, синдикати велат, да, дозволено е. Дозволено е, синдикати, ама пораката која што се праќа. Друго, во врска со недела неработен ден. Вие имате сега проширување, имате стасано до некои 36 дејности кои што може да работат во недела. Тоа е последното што јас го имам видено. Тоа се вели помошни дејности, на крајот ќе испадне дека сите ќе работат. Прво беше дека трговските центри и моловите дека нема да работат во недела. На крајот од денот ние кога иницииравме ваков закон, тоа беше за фабриките, за странските инвестиции, за овие во трговските центри. Значи ние баравме недела да биде наработен за нив. Еден ден во неделата да имаат слободен. И што имавме човек јавувач пред тоа рече нема продуктивност. Па како би имало продуктивност кога работниците работат 7 дена во неделата? Најчесто работат и по 10 часа дневно. Вие немате соодветна евиденција на работно време, вие немате исплата соодветна на прековремена работа за празник. Како сакате да има продуктивност? Не знам, тоа е Тринческа, благодарам за разговорот. Се надевам дека наредниот период. Ако може само да одговорам на дискусијата на Ампева. Значи, Државниот инспекторат за труд и по донесувањето на измените на законот за неделен неработен ден ќе биде постојано на терен
и ќе ги казнува сите оние работодавачи кои што нема да исплаќаат додатоци на плата за работа во недела или за работа на празник. Не може државата да биде затворена, и се во државата да биде затворено во недела, а оннаму каде што законот ќе дозволи да се работи во недела, онаа што ќе го следи инспекторатот и што е наша надлежност е да видиме дали се почитува и дали се исплаќаат дневниците за тој ден на работа на работниците кои што работеле согласно закон. Стадион. Емисија за вашата вистина.